Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги пратеници, колега Апасиев, вака, гледам дека пратениците од опозицијата имаат многу прашања и има што да се прашува. Јас очекував и власта дека ќе има одредени прашања по оваа спогодба и по овој закон што се донесува тука, затоа што ја да сум на нивно место, навистина би се запрашал, кога гледам колку се страни бегаат од ова да го потпишат и се сервира на колегиве пратеници да го потпишат. Навистина очекував дека и тие ќе имаат некое прашање, да барем да знаат што потпишуваат, затоа што вака како што им е сервирано, од авион се гледа криминалот кој што го има тука, па би сакал на вашата дискусија дополнително да расчистиме една нејаснотија, па од причина што гледам дека до Државното правобранителство е испратен изведок на 23 јули, а тој изведок потекнува од одржаната седница на 9 јули 2019 година и му се сервира на државниот правобранител, односно се овластува да го потпише во име на владата во рок од 3 дена, да ја потпише спогодбата за вонсудско решавање на спорови меѓу владата на Република Македонија и Мак Петров. Овој извадок и оваа идеја гледам дека е потпишан Драги Рашковски. Човекот ни е познат и од други работи, го слушавме и со Леонардо и со други спорни тендери кои што се случуваат во владата. И не ме ни чуди што е пратен, меѓутоа интересно е што Државното правобранителство на многу експлицитен начин им кажува дека не се тие кои што треба да го потпишат овој документ и дека тоа треба да се врати таму кај што треба, односно потпишувачи на спогодбата да видат тие што се договарале, односно што сакаат да го направат ова криминално дејание. И по враќањето на овој документ назад во владата се изнаоѓа едно решение, ќе го дадеме на пратениците тука во Собранијава на СДС, тие заедно со владеачкото мнозинство имаат 61 пратеник, ќе не го легитимираат овој криминал. Мене колега Апасиев како правник и човек кој што го разбира правото ме интересира дали оти решени се да го потпишат, ќе го потпишат. Ние ќе го тераме ова, може би до сабајле, може би утре, ама ќе го потпишат. Дали после потпишувањето на ова може со паѓањето на оваа власт некој да одговара за ова што го прави? И дали некој ќе го јаде за ова? Накратко да ви. Благодарам.